Во истиот манир како нашите најблиски роднини од истокот, поранешниот градоначалник на Пласница, кој во меѓувреме стана пратеник на предвремените локални избори во неделата, на кој учествуваше неговиот брат, на транспарентен начин, без да се зацкрива, покажа како всушност се однесуваше Софија кон Скопје во Брисел. Може ли јавно да гласа? Не. Вие сакате да гласате против братот ваш. Јас предпоставувам. Не, за паравана, че братот одлучи има. Ајде. Несогласувањата меѓу сродните се манифестираат на најразличен начин. Некои тоа го прават со действија, други со реторика која предизвикува зголемување на внатрешната температура. Бидејќи избори наредната година нема само таму каде што се лоцира авансирањето на македонското прашање. Очигледно е дека се тапка стазата за нови 4 години. Сметам дека братот на братот не му става сопки на патот. Римата тука изгледа не ја врши својата работа, бидејќи братската рака ја дочекува другарската нога, со сериозна конструкција, која навестува месна окупација со можна промена на администрацијата. Колегата од Команово е популист. Глумат луѓе пред собствената јавност дека обезбедуваме компјутери, за тоа не китиме. Не, тоа е неспособност на дотичниот градоначалник. Кога не оди со браќата, тогаш на помош се повикуваат сестрите. Тие се вообичаено побучни, но не секогаш подкрепени со квалитетни факти, па правејќи паралели, паѓаат во замка, особено на искусните познавачи на сите времиња, кои самоуправно инсистираат сестрите да се консултираат со повисоки фамилиарни авторитети. Господјата Захариева да ги праша своите родители што мислат за Тито. И ако ги праша кои се живи, се надам дека и се живи, ќе кажат се. И додека ние со Тито како диктатор живеевме европски и светски живот, тие живеа ѓаволски живот. Ѓаволски е тешко, тој е европски живот по ју стандарди. Да им се објасни на браќата од Голиот Ох или на оние од Скопското Кале. Но и изненадување, кога токму од нивни следбеници опитно ќе се оправда констатацијата за јазичната блискост која ја дал омразениот непријател. Се случи јас нели работев во Струмички театар и гостувавме во Благоевградски театар. Она што го викаше Заев дека многу добро се разбирале струмичаните со бугарите. Но тоа е дијалект. Сега отидовме ние во Благоевград и разговараме таму со колеги глумци и дојде еден глумец и мене ми вика колега, зашто вика тебе не те разбирам, а сите овие другите ги разбирам. Затоа што јас зборувам македонски. А луѓето тука зборуваат дијалект македонски, кој е пак од друга страна ваш мајчин јазик. И на крајот, без оглед на кој јазик се говори и како тој се употребува, зборот мака на сите звучи исто и најчесто неразбрано. Времењата се сериозни, посериозни не може да бидат. Особено за мене, чувствувам една должност да кажам дека мојот славен фризер Бербере Геле ме напушти, ја затвори својата фризерница, изврши предавство. Морав да отидам кај другиот бербер, кај великанот Геле, а овој се извинувам Деко, кој со така работи совршено и еве сега ме гледате со нова фризура. Меѓутоа, тоа е веќе мој проблем. Братски споделен, проблемот е два пати помал. Но за разлика од можноста за личен избор, Македонија нема алтернатива. А тој што треба, ич неа ни шиша.